одлучивме да поднесеме тужба во Лозана за Меѓународниот суд за спорт и арбитража во Лозана. Тоа ќе биде поднесено во следниот период, кој што ќе договориме сите детали. Така да јас сакам да напоменам дека мојата цел не е да се земат финансиски средства од Македонскиот олимписки комитет, затоа што сепак тоа се средства на спортистите, така бар треба да биде, се средства на спортистите. И сакам да кажам дека било кои средства кои што ќе ги добијам како оштета од Македонскиот олимписки комитет ќе бидат подарени и доделени како помош на спортски клубови. Која и да биде висината, уште од сега најавам, ќе биде поделена, пола ќе ја донирам како помош за РК Вардар, пола ќе ја донирам како помош за ФК Вардар. Така да ова го правам исклучително и само во интерес на спортот, никакви други амбиции, нити амбиција да бидам претседател на Македонскиот олимписки комитет. Меѓутоа го правам ова затоа што едноставно си ја сакам оваа држава, си ја сакам спортот во оваа држава. И сакам да работите ги поставиме конечно на здрави нози и да почнеме навистина да си градиме едно здраво општество на кое што сите ќе бидеме горди, почнувајќи ако треба и од спортот и Олимпискиот комитет. Дали воопшто беше битно да дадеш свое образложение пред дисциплинската комисија на МОК? Па добро, ја денеска го добив по пошта, некоја си покана да дадам некој си образложение. Па добро, ма Вардар не сум јас Вардар. Они може да праќаат и не знам каде ми тоа, јас сум во Вардар. Да, они си праќаат кај што знаат дека нема да го добијам и праќаат, ете го добив дури денеска на домашна на адреса, така да тоа е све една игра која што мисля дека нешто ќе им донесе, меѓутоа на крај на денот пак ќе кажав, малку се прецени, тој се прецени господин Даниел Димевски во неговите намери. Не знам со кого си имал работа до сега, меѓутоа со Борко, кој што јас го познавам мали нози, како што сум воспитуван и растен, сигурно дека нема да застанам дека тој не го добие местото каде што треба да добие, тој е надвор од македонскиот спорт за почеток. За понатаму оставам институциите да одлучат. Ќе го покажат адресирана датум пред одлучувањето или после одлучувањето? Па не знам, не ја ни видов затоа што денеска ми се јави дека само картонче имам добиено, а не сум ја ни подигнал, така да денеска дури е добиено. Сега можете стигнала пресудата денес? Не знам што ми е стигнато денеска, ама знам дека е денеска добиено. Имаш 8 дена рок за жалба? Да. Навеќе изминати 8 дена. Комуникација со ракометна федерација, значи оваа поставка не е правосилна. Следната недела ти пак ќе бидеш во состав на Вардар, претпоставувам. Па секој иоле нормален правник знае дека оваа одлука е во најмала рака смешна и јас верувам дека ракометната федерација ќе не верувам, сигурен сум дека ракометната федерација нема да ја прифати оваа нивна игранка која што пробува да играат на личен план, која што Даниел пробува да игра на личен план, меѓутоа мене единствено ми е жал што во се ова го волече Македонскиот олимписки комитет како една институција која што треба да обединува, да не да разединува. Значи морам да напоменам исто така дека сум многу горд на ова македонско општество затоа што во изминативе денови добивме еден куп документи од сите институции кои што вие добивте само една десетина со резиме од сите тие документи. Од сите можни институции добивме, се извинувам, документи за можни сторени кривични пријави кривични дела против господин Даниел Димевски. Така да уште еднаш јас и оваа ситуација, оваа пресконференција ќе има една тука една убава црвена папка која што ми вака вчера се договоривме со кого да биде црвена или црна, ја викам нека биде црвена, да зрачи поише. Така да нека биде ова еден јавен апел, повик до јавниот обвинител, до Државната комисија за спречување корупција, нека ме повикаат, нека не повикаат. Еве ги документи се спремни тука, значи многу повеќе од тоа вие што го добивте. Дали ќе постапуваат сами по допрен глас, дали ќе ме повикаат да ги дам сите овие документи, да се испитаат, да видат што и како се случувало сите овие години, како и да е. Јас сакам оваа пресконференција да искористам, да го повикам јавниот обвинител, јавното обвинителско министерство за внатрешни работи, кој да е надлежен, не ни разбирам, да не се ни мешам,
Меѓутоа мислам дека конечно е време дојдено да се стави крај на оваа олимписка, се извинувам што ќе го спојам зборот олимписка со овој збор, олимписка лакардија. И ако некој проба да ја поврзе оваа моја работа со моја кандидатура, што еднаш потврдувам дека нити имам намера, нити сакам, нити ми е желба да се кандидирам за претседател на МОК. Така да, ако нема други прашања, Дали ова го доживуваш како, мислам, малце чуден е зборот, го доживуваш, не би требало, мислам, станува збор за користовски, нели? Како не доживувам. напаѓање на институција председател, па председателот или напаѓање само како Даниел Димовски, напаѓање условно како што ти го наведува, па преку институцијата МОК да се зацкријат или да се покријат сите работи како еве едно јако тело спортско, и ајде ќе го покриеме сега тоа, ќе ја исплашиме спортската јавност и секој оној кој што ќе сака нешто повеќе да каже, бидејќи јас бев дежурна дента на дневник на МТВ, јас не ја дадов веста затоа што мене ми беше декласирана, мислам. Не ја разбирав казната, искрено да кажам. Се обидов тие статути, нешто таму што наведуваат дека работи, повторно не ми беше јасно. Не те наведуваат како спортисте, наведуваат... Не, како обвинет сум, јас како обвинет. Јас сум обвинет. Да, ама те наведуваат како кој што вреѓал, кој што правил, кој што едно, кој што друго, и никаде не е најдов спортски дел. Не, па видите, они сега... За спортски да бидеш на крај казна. Да, ајде го повеќе. Можам ли јас тука да надополнам само? И па тоа е главниот акцент, значи веројатно и вие знаете, бидејќи сте новинари со долгогодишно искуство, клеветата и навредата се декриминализирани во Македонија десетини години на нас. Нели имаме закон за граѓанска одговорност за клевета и навреда. Воопшто не ни е јасно зошто не се покренала тужба за клевета и навреда, доколку се сметало, а не да се носи во некоја сосема, јас ќе кажам, се извинувам и на зборот, бенигна постапка, чиј опсек на одлука не го задира спортистот, него би била ефектуирана доколку тој или македонската репрезентација во ракомет би се кандидирале на Олимписки игри или на некоја надпреварување кое е под ингеренции на МОК, ИОК и останати. И пак тука ќе се дојде до судир на некои интереси, затоа што лични преписки не можам да ги ставам. Личните препирки тоа нели се надвор од крајна линија и олимпизмот и останатите постулати на олимпизмот не се навреда, клевета и така. Да. Добро, И значи обвинет и останати. позадината на се ова Јасно е што е позадина. е стравот и црвената папка, да. Од сега ќе ја кажуваме црвената папка. Ако не реагира Федерација ракометна, дали суспензијата важи за тебе? Ако не реагира Федерација ракометна сега? Па добро, ја верувам дека ќе реагира, јако што... Ама ако не реагира, ќе се суспендира за Не. Не се однесува на олимписки игри. На медитерански. А баш оваа година планирав да одам на олимписки игри, а меѓутоа сега сплет на околности нема да одам. Па може. Како пентатлон да се. Федерациите кои што се во Нема карвинг што го држи. Тужиш Даниел Димевски или председателот на дисциплинска комисија, колку пари би барал како одштета? Да тоа да разјасниме, пошто во еден момент рече дека нема да поднесуваш жалба, меѓутоа сега велиш ќе поднесам тужба. Не. Жалба на одлука до Не. Значи дали Јас кажав дека ќе тужиш и колку пари би барал? Па добро, ја по логика нешта морам да отужам МОК затоа што господин Даниел Димевски се зацкрива зад МОК. Меѓутоа, во консултација со нашите адвокати, одштетата се движи од 180.000 евра до 230. Така да колку и да биде одштетата, јас сега јавно кажувам дека пола ќе биде дадена РК Вардар, пола ќе биде дадена ФК Вардар. Затоа што тоа е од ја не сакам да земам никакви пари од спортистите, тие пари се за намети за спорт. Мене апсолутно не ми се важни тие, меѓутоа за ова навреда, клевета и нарушување на личен углед ќе си добие соодветна
тужба во Лозана, па после тоа ќе видиме како ќе се одвијат работите. Борко, Поле. имам прашање. Сега си, да речеме, кажем, условно суспендиран. Прифаќаш или не прифаќаш од легитимно или нелегитимно раководство, ќе те навратам наназад некои 3 години на собранието каде што имаше што да кажеш, кога беше изборното собрание на МОК, кај што не даде на некој начин легитимитет, и паралела што е полошо? Собранието кое се случи или ова што сега МОК удира врз спорт или спортисти? Вака, значи све е една голема фарса. Значи од самиот избор на господинот Даниел Димовски за претседател на МОК е една голема фарса. Вие сите, не знам кој беше, бевте сведоци на тоа. Апсолутно едно нелегитимно собрание со нелегитимен претседател кој што апсолутно ја замеша политиката во спортот, посебно во олимпизмот. Значи да напоменам дека господин Даниел Димовски беше советник на премиерот Заев 3 или 4 години. Да не барам ни стефтерот имам запишено, 3 или 4 години, и тој стана претседател на Меѓународниот олимписки комитет од позиција на советник на премиерот Заев. Така да тоа е едно замешување на политиката длабоко во спортот и во олимпизмот, а тоа е контра се она што за што се јас залагам. Така да нелегитимно собрание, нелегитимен претседател, нелегитимна дисциплинска комисија, нелегитимна одлука, како сакате, кажете го од све помалци или како сакате. Еве ја да искористам оваа прилика уште еднаш да го повикам господин Даниел Димовски да ми поднесе тужба за клевета, па да се видиме на суд да се докажуваме кој е прав, кој не е. Така да јас во емисијата кажа што кажам, го повторувам сега тука. Јас само пак ќе повторам, да не се вртим у круг, ми е жал што се зацкри за една институција како што е Олимписки комитет, која што на сите нас треба да ни биде светост, и во која сите федерации и спортисти и клубови треба да се и олимписки и неолимписки да се крстат, меѓутоа до сега никогаш немало, ајде да кажам, такво замешување на политиката во олимпизмот. А нитно нема и во се обидов тамо на МОК да проверам нешто, дали они смеат на некој што не е, да речеме, олимписки кандидат или олимписки стипендист или работите изрекуваат некаква си казна. Тоа не успеав да го најдам. Мислам, ако не знам во која улога го казнува Борко, се уште не можам да... Веројатно како спортиста, генерално. генерално. Па 4 години да не... Казната е драконска, значи неспорно дека ниту има степенување на казната, знаете, и во прекршоци или во било кој има степенување, нели, опомена, било 4 години за еден спортиста, таква организација. Добро, така и е наменета веб страната на Олимписки комитет, за да не може да најдете ништо и се да биде јасно, така да. Џабе сте се труделе, тоа е тоа. Некои се трудат и по една година. Дисциплинскиот правилник има многу контрадикторности, се коса член со член. Вие спортистите се водите некаде како професионални спортисти во агенција за вработување или во некоја друга институција? Не, со тоа не знам како се водиме ние, стварно немам појма. Да ме казни пошто трчам на кеј? Па може да те казни, на пример, сега, еве ако работиш, да не правиме реклама, сега ако работиш у, не знам, ајде, у Тинекс, и ако кажеш дека газдата на, не знам, на Кам Маркети е криминалец, може да те казни газдата на Кам Маркети да те суспендира од работа. Ето таква прилика е. Вака упростено народно кажано, тоа е тоа. Јас? Не сум се слушнал со наумче, не сум разговарал. Верувам дека конечно сите институции ќе двајцата? Добро. Него веројатно му е ја она што вака површно да кажам го знаме, дека неговиот конфликт со директор на Агенција за млади спорт беше позадински, да борбата кој ќе ги добие да ги распределбата на ваучерите, затоа што може да приметите дека секоја распределба ќе се докаже и времето со ова ќе покаже и сите овие документи ќе покаже дека секоја претседател, тоест ајде да го кажувам да не Даниел Димовски, не го кажувам претседател на МОК затоа што не се на исто ниво.
господин Даниел Димевски ќе видите ни сите документи и низ годиниве кога ќе се отвори оваа Пандорина кутија дека бара близо контакт со финански средства. Така да него тоа му е мотивот за да биде во спортот а мојот мотив е напротив таквите луѓе како него да не бидат во спортот и тука се малце се разидовме. Така верувам и на прашање да ја одговорам дека и конечно и господинот или директорот на Агенција за млади и спорт Наумче Мојсовски ќе застане на патот на ова ајде да кажам на овие вакви девијации во спортот и ќе можеме морам да напоменам дека и многу голем број на федерации ме исконтактира овој период и после сите овие документи јас би го поставил прашањето дали конечно Даниел Димевски заслужува да биде председател на таква институција која што е Македонскиот олимписки комитет. И верувам дека во брз рок федерациите ќе се состанат и ќе разговараат. Ја не сум дел од тој костур на или таа групација, меѓутоа верувам дека од она што го слушнав измината недела ќе се состанат и конечно сите треба да си го поставиме прашањето како општество, не дали е Борко право или Даниел, меѓутоа како општество дали луѓе кои што има голем број на индици за сторено повеќе кривични дела заслужуваат да бидат во спортот и дали заслужуваат воопшто да водат било каква институција во оваа држава. И ја цврсто верувам дека без разлика на се моментално во оваа наша држава е хаотично на сите нивоа, меѓутоа стварно верувам и во јавното обвинителство и во сите институции кои што треба да реагираат, кои ќе реагираат и конечно ќе се стави крај на ова што се случува во Олимпискиот комитет. Со напомена дека и јас би сакал доколку има индици за сторен криминал некој да го направи за мене. Така да покање со ќорци, со дисциплинци вакви и со ваква дисциплинска комисија која што е ја не познавам нити еден од таа дисциплинска комисија, нити па вие би познавале. Меѓутоа тоа е тоа. Јас сум тука за секакви прашања, стојам на располагање уште еднаш и до јавниот обвинител и до Државната комисија за спречување на корупција и до секој оној кој што мисли дека оваа црна топка треба да ја види да се отвори. Јас можам до тука, сега оставам на институциите да реагираат.